одговаравте за функцијата председател. Ние, например, пред вас имавме два председатели во современа или понова Македонија, Киро Глигоров како татко на нацијата и Борис Трајковски како човек од народот. Вие карактерно не одговаравте на ниту една од тие две улоги. Дали карактерно можевте да се соочите и да живеете на таква улога, кога таа улога и реално не практицира реална политичка мок? А вие без реална политичка мок во изминатите 18 години покажавте дека тешко се сноѓате на политичката сцена. Значи, прво, апсолутно не се согласувам дека постојат само два стереотипи за председател на држава. Значи, татко на нацијата или човек од народот. Добро, вие бевте прв председател, силен лидер на партија кој дое на тоа чело. И нормално да очекувате дека го делите народот со таа на функција. Да, ама ако ја следиме таа логика, тогаш треба секогаш да се прима или да се кандидира за председател на државата човек кој што нема никакво политичко минато. Господине Црнковски, ви пречеше ли што ви доживува како англиска кралица додека бевте председател? Дали се чувствувавте немоќен нешто да смените во државата? Дали за еден човек кој сака да владе, да има власт, тоа беше на понижувачка, мизерна позиција? Прво, јас не можам да се согласам со оценката дека бев доживуван како англиска кралица, туку сосема спротивно. На мене ми беа припишувани моќ, сила и влијание многу поголемо не од тоа што Уставот дава, туку од тоа што било која личност може да ги има. Имавте реално например, за се што не чинеше во државата, за се што не одеше во добра насока, за секој проблем на кој што наидуваше актуелната власт, секогаш дежурен виновник беше Бранко Црнковски. Како што вие рековте пред малку, затоа што владеја со подземни структури, со финансиски кругови, со служби, со, не знам... Владеете ли со нив? Видите, ако јас можам да владеам од оваа позиција која што самите знаете дека според Уставот нема допир со безбедносните служби, например, со правата за безбедност и контраразузнавање и така натаму. Приватизацијата е во ваше време направено. Тие луѓе стекнаа капитал, веројатно имате одредени облигаторни односи кон вас. Значи, ако ја можам, хипотетички, ако можам, после 3 години владење на ВМРО и промена на сите луѓе, на сите раководни места, во тајните служби и во јавниот дел на безбедноста во Република Македонија, после 3 години на владење во кои што се направија радикални промени во судство, каде што можеме самите да се увериме со политиката на владата се врши буквално силување на слободниот пазар во Македонија и промена на моќта помеѓу фирмите и компаниите. Констатирате или жалите дека Никола Груевски ги презема лостовите во судството, во тајните полиции и во олигархијата? Не, сакам друго. Поентата ми е следно. Ако после се тоа се уште актуелната власт тврди дека моќта е кај мене, не кај нив, они треба да се отидат уште вече во дона, поднесат оставка. Кој повеќе од кого се плаши? Никола Груевски од Бранко Црнковски кој се враќа во СДСМ или Бранко Црнковски дека може да биде четвртиот лидер по низа во СДСМ кој ќе биде поразен од Никола Груевски? За тоа колку се плаши Груевски од мене треба го прашате него, не знам. Па вие сте имале толку тета средби, веројатно може да почувствувате. Не сум правил психички анализи. Меѓутоа, можеме да кажем дека јас од Груевски не се плашам, нити се плашам од оваа власт и кога би се плашал, веројатно и не би се решил да се враќам во СДСМ, во една ваква ситуација во каква што е опозицијата и да почнувам од почеток со еден партиски ангажмент. СДСМ сега растурена како Турција после Балканските војни. Без малку да нема парче на СДСМ на кој може да се подпрете. Видите, па тоа е причината зашто се враќаме во СДСМ. Да беше СДСМ силна, моќна партија, можеби партија на власт. Нити јас ки имав мотив после се тоа, после 8 години премиерски мандат, 5 години председателски мандат, да се враќам повторно да почнувам од нула во партијата. Ниту пак СДСМ ки имаше потреба и ќе ме повикуваше да се вратам на челното место. Господине Црнковски, кој беше поише исплашен во Букурешт? Вие или Никола Груевски? Исплашен од што? Па исплашен од поразот, исплашен од компромисот, исплашен од како ќе биде дочекан од македонската јавност? Ова прашам затоа што е битно. Значи, луѓе кои што не стравуваат, кои што не се сомневаат, дури во собствените одлуки, се неодговорни луѓе. Секогаш е неопходно, нужно, потребно само проверување, дали тоа што го правите е навистина правилното, исправното, тоа што ќе донесе некако добро за државата, за граѓаните и така натаму. Во Букурешт јас бев исплашен. Бев исплашен токму од она што се случи. На крај отстравувањата се покажа како точни, ние не ја добивме поканата. Што се однесува до Груевски, веќе беше прашањето и за него. Не сум сигурен дека стравуваше од истите работи.
може би стравуваше и од ваквиот епилог, меѓутоа имам впечатлок дека стравуваше дури и да бидеме примени во НАТО, да биде упатена поканата за членство во НАТО, ако за тоа е цената постигнување компромис врз основа на последниот предлог кој што го даде Немец непосредно пред Букурешт, тоа е Република Македонија Скопје, кој што ние го прифативме. Зашто го велам? Затоа што постојано потоа бевме сведоци на негови деманти дека никогаш не се согласил за такво нешто, дека тој не дал потврден одговор, дека тој рекол дека може тоа да пројде ако народот на референдум одлучи. Значи, заклучувам дека тој стравуваше и од влегување на Македонија во НАТО, ако цената на тоа беше да Република Македонија во заграда Скопје биде новата формулација која што ќе биде користена на меѓународен план. На почетокот на мандатот рековте дека ваш успех ќе биде ако го закачите знамето на Македонија пред НАТО и ЕУ. Знамето на Македонија, ве денес сме 2009 година, помина 5 години, не е закачено, не е развиорено нит пред НАТО, нит пред ЕУ, евентуално можете на Бихачка да го закачите се. Дали тоа доволно доказ да се извлече одредена паралела и политичка теза дека сте биле лош председател, бидејќи без малку во вашиот мандат не е ни еден од стратешките прашања на Република Македонија решен? Значи, вака да нема никаква дилема. Секој неуспех на Република Македонија во овие 5 години дека сум бил нејзин председател, го сметам и за свој личен неуспех. Секој неуспех. Жалам што не станавме членка на НАТО, а можевме тоа да го направиме. Не мислам дека можевме и во идеални услови да станеме членка на Европската унија, али ќе беше доволно да ги почнеме преговорите и да затвориме неколку поглавја, што исто така беше можно, тоа не беше невозможна мисија. Господин Црненковски, можете ли да се објасните зошто толку бевте негативно восприман како председател на државата? Ви пречеше ли тоа? Можете ли да живеете со една таква негативна енергија? Значи, само да набројам, политички мртовец, што ја знам, лидер на олигархијата, човек кој манипулира со тајните служби и така натаму и така. Значи, човек претпоставам дека треба да има добар стомак за да може да ги издржи сите тие тешки навреди. Да, треба да има и добар стомак и добри нерви. И очигледно ги имам. Во сите овие изминати години сум проаѓал низ периоди кога популарноста ми била на многу висока точка и во периоди кога таа популарност или негативниот набој кон мене бил изразито силен и изразен. Меѓутоа, ништо тука не е случајно и ништо не е спонтано. Јас тврдам дека не некоја личност, туку било каква политичка структура, идеја, партија, во овие 18 години не била предмет на силно оркестрирана, добро осмислена, една фронтална, негативна кампања, како што тоа сум бил јас. Па дури лани, ако не се лажам... Дури има тука едни контрадикторности, значи, истите политички структури, нивните медиумски мегафони, са бајле ме напаѓаат дека сте апсолутно незначаен, беззначаен, како што ви рековте, англиска кралица, без било какво влијание, за попладне да кажат. Меѓутоа, тој го контролира целокупното судство, службите, финансиската олигархија во државата, ги држи каналите со странство. Имавме ситуација дека Вашингтон и Брисел ги градат своите оценки за владата на Груевски состојбите во Македонија врз основа на моите брифирања. Замислите која е таа моќ. Америка да гради позиции врз основа на тоа што ја ќе им соопштам. Обвинување дека сте изолиран председател. Ивица Боцевски излезе лани на пресконференција дека Бранко Црненковски од странските јазици говори само црногорскиот јазик, ако не се лажам, ве споредува нели со Мило Џукановиќ, во една пежоративна смисла на зборот. Одеднаш ова влада единствен потпирач на Балканот има само во политиката на Црна Гора, па мислам дека и признавањето на Косово беше ставот на Антонио Милошевски ние во координација со владата на Црна Гора, а сега министерот за одбрана оди во Црна Гора па добива утеха од Црна Гора дека Македонија очекува дека ќе го реши проблемот со името и дека ќе влезе заедно со Црна Гора во НАТО и во Европската унија. Видите како едно салто мортале се направи на политичката сцена во изминатите неколку години. Видите се вака, значи тој обид или тој напад или таа кампања дека јас сум меѓународно изолиран, со мене не се среќаваат странски државници, не доаѓаат или не патувам. Дека освен во Подгорица нема кај дојдете, евентуално до Софија. Тоа траеше одреден период. Траеше одреден период и се тоа нема веќе да го слушнете нигде. Зошто? Затоа што имаме сосема видлива, за сите видлива, од никого недискутабилна ситуација, дека не само што владата и премиерот Груевски се изолираните, кои што не можат со никого да контактираат, туку дека токму во овој период на владењето на Груевски
единствената државна институција во Македонија која што можеше нормално, фреквентно и доволно често, значи да комуницира и со Вашингтон, и со Брисел, и со сите земји членки на Европската унија и не само со нив, туку и во целиот регион,